Благодарам госпоѓа Златиска. Сега збор фјале нека Едмон. Сега збор има Едмонд Јајага, International Bargain University. Добар ден. Креатор, Почитуван председател, почитувани министри, пратеници и присутни. Јас сум Едмонд Јајага, професор во Меѓународниот универзитет на Балканот, како и инженер за софтвер повеќе од 10 години. Значи, со искуство во изградба на архитектури на комплексни системи, владини, со особен акцент, значи во минатото имав чест да го дизајнирам системот за инспекции на Република Косово, дигитална платформа која има многу големи транспарентноста, ефикасноста помеѓу институциите во 2008 година, значи малку бекграунд од моја страна во период кога Естонија беше позиционирано како лидер на Европа во спроведување на дигиталните услуги и владењето, јас бев ангажиран во секретаријатот за законодавство на Република Македонија. Во тоа време соработната група заедно со колеги од IT секторот и правниот сектор, правниците во владата дадовме придонес во првичното дизајнирање на архитектурата на платформата за интероператибилност. Значи компонента која денес е основа за секоја дигитална реформа која ние тука денес ја дискутираме. Јас ќе застанам само на 3 точки кои сум ги фокусирал и од овај вакуум поради времето. И му се враќам на дискусиите во врска со ова за интероперабилност. Првото што ќе го дискутирам е во врска со дигиталните услуги. Значи, ова точка му ја прекопорачав и на поранешниот министар Адмирим во тоа време, но виот законски пакет кој го дискутираме, односно законот за владење, значи создава рамка за развој на дигиталните услуги, унифицирани и ова креирање на каталог и поврзување на платформата со интероперабилност се сигурни чекори кои носат напред, но што е потребно? Овие закони да опфатат и јасни објективи, мерливи објективи, потенцирајќи, покажувајќи точно дека бројот на услуги кои ќе се дигитализират до одредена година или со одредени рокови треба да се потенцират во законите така да се обезбеди мониториран и транспарентен прогрес према граѓаните. Второто кое сакам да го истакнам е, значи од 2008 сме повеќе од 15 години во тоа време кога ние ги дискутиравме користењето на хартијата и дигиталните услуги, денес се уште сме во тие дискусии кои после овие години не е добро да сме во тие патишта. Значи, законот, целта на ова точка ми е да дискутирам, да сугерирам да се направи измена, значи промена на хартијата со документ менеджмент системите кои го користи владата и институциите, особено. Значи, законот за архивирање, електронско архивирање ја познава оваа потреба од преминување од хартија на дигитален формат и ја подкрепува ова ДМС, значи програмата, но спроведувањето не е обврзувачки во сите институции и нема конкретни рокови за елиминирање на физичката документација, нешто што остава простор се уште да се продолжи со користење на хартијата. Јас препорачувам, значи поставување на техничката стандардизација на системот ДМС, алокација на буџетите и јасни рокови за преминување од хартија во електронска форма. Трето и последно,
законот, значи ова е поврзано и со законот за безбедност на мрежи и информацијски системи, точката која јас сум, значи сум од академскиот сектор и индустријата, советувам и сакам да гледам едно поистакнато ангажирање на едукацијата за cyber security. Значи законот е во склад со Европската унија и барем институциите да имат значи обучен персонал, но што не се опфаќа не се опфаќат. Значи подкрепата на едукацијата, пошироката едукација за cyber security, особено почнувајќи од предучилишно, училишно образование и особено и во универзитетскиот дел. Препорачувам националната политика да ја опфаќа и образованието, значи на граѓаните, студентите, наставниците, да има една култура за дигитална безбедност. Јас сум на дел од еден проект на НАТО кој е за детектирање на опасни дронови и го знам значењето и имајќи ги предвид околностите кои денес се во светот, во Палестина, во Украина, мислам дека државата треба да е повеќе од кога внимателен да инвестира во едукација на идните генерации, да се подготвени за предизвиците од сајбер нападите кои не очекуваат. Значи, за да завршам, сакам да ги истакнам овие точки. Значи, овој пакет на закони е многу значаен, но нејзиниот успех ќе зависи од овие точки, поставување на мерливи објективи за бројот и својството обврзувачки, значи да се обезбеди документ менеджмент системит, односно отстранување и некористење, односно големите трошоци за користење на хартија и по 3, значи сеопфатниот пристап за сајбер безбедност. Дигиталната трансформација бара одлучни одлуки, да сме малце по одолучни во текот на нашите одлуки, да донесат поспособна и поотворена администрација и поотворена администрација со нашите граѓани. Ви благодарам. Ви благодарам, господин Јајага. Сега Александар Данилов.